Тоа е се, само не е економично работење. Имаме зголемување, рековте, во делот на електричната енергија, нафтените деривати, но одма се иземавте од тоа зголемување на цената на нафтените деривати и електричната енергија со изјавата не можете вие да влијаете. Јас, ајде да започнеме, значи, и третата работа на која што ќе се задржам, да знаете вака однапред, е на делот на финансиите околу вработувањата и платите кои се дел од оваа регулаторна комисија за енергетика. И сега овој дел не можете да влијаете. Знаете, ваша законска обврска е да ги применувате најдобрите искуства и практики, и тоа го имате во член 16 став 2 од Законот за енергетика, кога можеле такви практики да се применуваат во минатото, се извинувам, зошто тогаш таквите примери од минатото не ги применувате и сега во оваа година или во овие години кога имаме многу кризи во живеењето во Република Македонија. Значи, ние немаме само енергетска криза, ние имаме економска криза, ние имаме топлинска криза, ние имаме образовна криза, криза на идентитет, ова од веќе неколку аспекти можам да го анализирам и сега да не должам, бидејќи вас ви интересира само тој дел и ќе се задржам, значи. Кога можело во минатото, зошто да не го практикувате тоа и денес? Конкретно, во 2011 година има и измени на акцизите. Тоа се направило со тоа што цената на горивата се намалуваат, цените на акцизите се намалуваат и сега зошто да не се практикува и денес ваквиот пример, цените на горивата да бидат намалени. Но, впрочем, знаете, како што се случуваат работиве хаотично во државава, така и хаотично се случуваат и многу работи. Јас навистина не успеав да разберам, бидејќи нам пратениците сега овие неколку денови ни се случува хаос во Собраниево. Знаете, ние во текот на јануари месец работевме од 21 работен ден, ние работевме 6 дена плюс 2 од викенд, каде што имавме активно комисии. И тогаш не се ставаа на дневен ред одредени теми, да сега дури се стават одредени теми на дневен ред, тенденциозно и намерно, колку да се збуни опозицијата и опозицијата да не работи квалитетно, тоест да работи на ист начин како што работи власта, неквалитетно. Знаете, вие сте го испочитувале законскиот рок кој ви е предвиден како регулаторна комисија, планот да го доставите до 31. 10.2000, се извинувам, до 31.10.2021 година. И вие тој ден, последен рок, го почитувате сето тоа и го доставувате истото тоа. Значи, истиот тој финансиски план. Тој финансиски план патува, знаете, 2 километри, јас и вчера тоа го кажав, 2 километри патува, замислете, цели 3 месеци. Но зашто станува збор? Знаете, влада го добива истиот документ на 16 ноември, тој патува до собрание од влада 700-800 метри, 3 дена, и кога стигнува во собрание на 19 ноември, нам ни се става на дневен ред за работење и за анализа овој предлог финансиски план во февруари месец. И после ќе имаме во јавните гласила дека опозицијата обструира. Ние дневниот ред, начинот на работење, на менаџирање на ова собрание, ние не го правиме, го прават некои други. Јавноста нека суди. Знаете, владата вели во документот кој стигнува до кај нас, нема забелешки. И се прашуваме, ноември месец, која влада нема забелешки? Владата на Заев, бидејќи тогаш председател на владата бил Зоран Заев. Да не го заборавиме ликот кој ни направи голема штета во државата. И сега, владата на Заев, кој рака на срце си ставаше многу често, многу пати дури и две раце на срце си ставаше многу често, и не убедуваше тој лично дека цената на струјата ја држиме стабилна,
Ако треба, ќе имаме и ваучери за помош на домакинства. И биднаа тие ваучери за социјално ранливи категории на граѓани, но јас ќе прашам што со другите граѓани во Македонија, бидејќи оваа власт постојано вели едно општество за сите. Ако може да има помош за едни граѓани, јас лично сметам дека треба да има помош за сите граѓани. Впрочем, и денес сме сведоци. 18.000 денари минимална плата, јас ке прашам, може би не е темата тука, но навистина ми стои тоа прашање, дали истото тоа ќе важи за сите? Зголемување. Бидејќи ако минималната плата се зголемува, значи наставниците ќе имаат плата од 45.000 денари. Нели? Според бодување. Да се вратиме назад на темата. Која влада сега вели дека нема забелешки на овој финансиски предлог план, владата на Ковачевски, кој, дава вакви ветувања и вакви неиздржани ветувања пласира во јавноста, како што го спомнав примерот пред малку за минималната плата. Сето ова, знаете како се должи, многу е раздолжено во смисол. Цената на струјата, она за кое вие велите, председателе, не можете да влијаете, не можете да влијаете да кажете конкретно во периодот кога беа изборите 2020 година, што се спрема, јавноста да биде спремна, но тоа многу интересно го направивте на 31. јули, кога, заради пандемијата, цената на струјата се покачи тогаш за 7,4%. Па после тоа имавме следно покачување декември 2021 година за 9,4%. И во овие последни 2 години, вие бидејќи не можете да влијаете на струјата и цените на струјата, имаме поскапување од 20%, ама затоа имаме и зголемени трошоци настрана на сите овие работи, зголемени трошоци за да се скрониса хаосот кој владее и во оваа држава со зголемување на вашиот буџет, на агенцијата од каде доаѓате, нели, со вредност од повеќе од 15%, значи 15,6% колку што јас гледам. Сега јас детално овдека неколку забелешки имам и ќе гледам да ги скокнам оние работи кои што колегите претходно ги кажуваа, да не се повторуваме, па вие во 2 реченици 5 пати да ни кажете дека за консултантски услуги дел од средствата ќе се трошат за ангажирање на професори од електротехничкиот, така беше факултет, и машинскиот факултет, каде има одредени професори кои не знам каде се не ти партиципираат и така натаму, да, секако потребно е да се ангажираат домашните професионалци и домашниот кадар кој го имаме, ама затоа пак мене одма контра на ова ваше изложување ми доаѓа прашањето како, господине Бислимовски, велите, сте издвоили големи суми за консултантски услуги, но исто така, бидејќи нели го користите нашиот кадар, вие имате трошоци за службени патувања и патни трошоци во странство од 3 милиони и 200.000 денари. Тогаш што барате во странство да одите кога домашната фела, домашните професионалци ќе ја завршат целата таа работа? Што барате за службени патувања да користите толку голема сума на средства? Значи, повеќе од скоро 5.000 евра во текот на годината, значи секој месец, оваа календарска година, 5.000 евра, агенцијата која има вкупно 44 вработени во моментов, ќе троши 5.000 евра за службени патувања во странство, но почитувана јавност, овде не завршува сето тоа, ние имаме и одредена сума за трошоци за службено патување и во земјата. Надвор од сето ова имаме и 280.000 денари за патување во земјата. Бидејќи ние нели го користиме тоа. Во овој момент исто на оваа тема имаме намалување на средствата за членство
стручно образование и усовршување, чланарини во меѓународни домашни организации, ама затоа ете се дава акцент на лично да одат луѓето да се запознаат со тие организации како функционираат, да има што повеќе службени патувања. Бидејќи е ковид пандемија и ние треба да имаме адаптиран буџет каде по нормативи на нештата треба да биде намален, бидејќи сме во економска, енергетска, образовна, топлинска, здравствена криза и така натаму. И бидејќи ние многу кризи имаме, нормално на нештата би требало овој буџет намален да биде, а не истиот да биде зголемен за 15,6%. Имаме овде многу ме интересира и јас можеби не знам, можеби грешам, ама ќе ми простите бидејќи не сум толку професионалец како што сте вие. Имаме пренесен вишок на приходи од претходна година. Забележано е во 2021 година да има 15 милиони и повеќе, а вишоков планиран за 2022 година е само 6 милиони. Зошто се намалува преносот на вишок од претходната година? Значи сте работеле недомакински во претходната година и ви останале помалку, па сега имаме помалку средства. Јас тоа така го гледам, ако грешам, коригирајте ме, бидејќи не сум економист. Ама мене ова ме асоцира на недомакинско работење, бидејќи, знаете на што не асоцира сето ова? Во агенцијата, ако може да има кадар, кој? Начело со председателот. Видовме докази дека сте дел од Социјалдемократскиот сојуз и спротивно на закон сте именувани во тоа регулаторно тело, па после тоа имаме, а инаку да бидам честна и да кажам браво зашто сте председател на борд на регулатори. Само тоа го најдов позитивно за вас. И ја имаме Наташа Велјановска, која доаѓа од кабинетот на почитуваниот среќа поранешен министер Њушев, па ја имаме, само дел ги издвојувам, Андријана Чучук, која исто така има докази дека е дел од Социјалдемократскиот сојуз. Мене ме нема на тие слики на Социјалдемократскиот сојуз. Мене можете да ме најдете на слики на ВМРО ДПМН, ама ја тоа не го кријам, како вие што го криете. Андреј Тасев, ќе зборувам повеќе за него. 11 години машински факултет не може да заврши, почитуваниот нов член кој овде се изгласа во нашиот мандат, па вие ќе барате консултантски услуги од машински факултет, бидејќи тие што треба да ви помагаат во регулаторното тело кое ги имате, кадарот кој што сте си го вработиле и власта која не соработувате нели со нејзе, 11 години машински факултет едва завршува и одма имате член на регулаторна, а работно искуство имаше само како надворешен стручен соработник негде подпишено, запишено, завртено и така натаму. И круна на сето ова е и собранието што го дозволува. Ние, колеги, побаравме од вас, колеги од мнозинството, да биде точката тргната нели, на дневен ред на седницата што ја имавме за почитуваната Марита Дема. Секоја чест за девојчето, ќе кажам, бидејќи е девојче кое е родено многу скоро, 90-та година, не е вака повозрасно како ние, и нема работно искуство толкаво колку што треба. И почитувам председател, да, вас ќе ви требаат и како. За 2023 година пишете си дупло повеќе за консултантски услуги, зашто со ваков тим како што ви даваат, ништо нема да направите. Без консултантски услуги ќе ни пропадне и агенцијата, а и вашето работно место. Одиме понатаму. Она што сакам да кажам и што приметувам е дека за други услуги планирано е 2000 евра месечно. Други услуги. Како што ни е буџетот на државава подразно, со огромни суми, така и овде гледам по искуствата на нештата што се случуваат и нормално е, почитувани колеги, да се случува тоа. Кога може тој, зошто да не и јас? Кога може некој да нека не почитува, нека не чуди сето ова
безредие што се случува во државата, толку сообраќајни несреќи и ред други работи што имаме, бидејќи кога можат големите, народот така вика, зошто да не и јас? Кога гледаат собрание во владава не почитува закони, а ние треба да ги носиме законите, зошто тогаш населението да ги почитува истите? Ние треба да вработиме во регулаторна комисија за енергетика, независно тело, зависни луѓе, зависни од политики и луѓе кои не се професионалци во сферата која што си работат. 2000 евра месечно оваа агенција планира да троши за услуги за заедничко одржување на административнава зграда. Сега, административнава зграда, колку што сватив, има 7 спрата. По 2000 евра месечно, ова му доаѓа, некоја проста математика ќе кажам, како што 83 евра дневно имаат за кафе пиење, така одредена сума ќе имаат прилично и за секој спрат чистење. Само одржување во на зградава го плаќа, можеби тука грешам, регулаторна комисија сама ја плаќа на одржувањето на целата зграда, или сите тие што партиципираат во таа зграда си земаат па сите по 2000 евра и овие секоја година можеби ќе очекуваме и по нов спрат нагоре да прават, па и станови да си делат меѓу себе. За чланарините ви спомнав и овде многу интересно нешто. Лани сте си купиле мебел, сте си планирале да си купите мебел од 10.000 евра и еве годинава повторно мебел од 10.000 евра за само 44 вработени и ќе ме коригирате овде, можеби некој ќе каже 49 работени, да. Кога излагаше почитуваниот председател вчера и вика имаме 44 вработени, пазете сега ве молам објаснување сакам за ова да добијам, и имаме 5 нови вработувања, од кои 3 во пензија ќе одат. Застанете. Јас сметам дека овде треба да има само 2 нови вработувања. Бидејќи 3 што одат во пензија, тоа си е старо финансирање и по правила на нештата треба да си продолжи. Бидејќи ги ставате 44, значи плюс 5 и очигледно на јавноста нека суди како оди и самата јавност знае кој све се вработува и кои плати си зимаат без да фатат врата и така натаму и така натаму. 10.000 евра за преведување се користеле и ќе се користат и така натаму и така натаму. Тие преведувачки услуги не били искористени лани, замислете, а парите каде се отидени, ети, и тоа нема да можеме да го видиме како што треба. Јас во овој дел овдека имам уште една забелешка за стручно образование и усовршување. Средствата кои ви биле планирани во 2021 година биле 360.000, но истите ги намалувате за 200.000 во оваа година. Битно кафево ќе се пие од 83 евра, ама да се инвестира во сопствениот кадар и нели да се мотивира сопствениот кадар да се зголемат очекувањата од истите, нема да се практикува тоа во оваа регулаторна комисија, но затоа ете консултантските услуги, најчесто тоа е простор за вршење на криминал, за жал, и ќе се зголемуваат консултантските услуги во вредност од 66.000 евра и така натаму и така натаму. Ќе се случуваат различни работи во оваа агенција. Мене ми е многу тенденциозно и многу интересно она што сакам да го напоменам е моментот дека регулаторната комисија се занимава со цената на струјата, нели одредувањето на вредноста и така натаму, и овдека во сите овие реплики и контрареплики се спомнуваат и начините на добивање на електрична енергија во државава. Начините на добивање на електрична енергија, интересно е тоа што јас дури
се присетив на некои информации кои во минатото годините наназад се зголемувале вредностите на максималното количество добиено на електрична енергија. За жал сега кога имаме криза, наместо да ги следиме другите трендови и да инвестираме во нешто што нам ќе не направи подобри и конкурентни на пазарот, ние консултантски услуги ќе правиме по државава, бидејќи не е тоа само пример во вашата агенција, тоа е глобално во целиот буџет на Република Македонија плюс. Јас овде сакам да напоменам, бидејќи се спомна еден дел за обновливи извори на енергија, па колеги присутни, ако сакате да ме коригирате слободно, сакам да го направите тоа. Знаете, има една интересна ситуација кога се спомнува Осломеј. Кога се спомнува Осломеј и фотоволтаичните централи кои се градат таму, има една многу долга приказна за тоа. И знаете, таа приказна почнува уште од 2019 година, кога се објавува фамозно дека ќе започне изградбата на фотоволтаични централи во Осломеј. И колку брзо се случуваат работеви и колку додека се случат криминал има позади нив, нека не чуди што толку младите ни бегаат надвор, ама веќе кондури нема пред влада, па така да ништо. Знаете, тендерот за изградба на фотоволтаици во рек Осломеј е објавен за прв пат на 26 март 2019 година. Верувам дека регулаторна комисија нема надлежност овдека во вакви измами кога се прават. На 3 април 2019 година Заев и Кочо Ангјушев, бидејќи имате експерти од неговиот кабинет, па може би сте запознаени, имаат промоција и помпезно се најавува тоа дека се одобрени 5,9 милиони евра за компанија од Европска банка за обнова и развој, каде што ќе се гради фотоволтаична централа за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергенси, нели, и која ќе биде во државна собственост. Ама сето тоа замира тогаш. На 12.2. техничкиот премиер Спасовски излегува, бидејќи овие приметуваа дека ништо со париве во меѓувреме се случуваат други работи, и кажува дека инвестицијата за ТЕЦ Осломеј ќе биде по принципот на јавно-приватно партнерство, тогаш е дел ЕСМ, дел да има, нели, јавниот партнер, и градбата на електраните ќе биде целосна инвестиција на приватниот партнер, а проценката е дека нивната изградба ќе чини негде до 80 милиони евра. Па сега имаме април 2021 година, изборот на изградбата на двете фотонапонски електроцентрали, и каде се спомнува Осломеј, пазете, април 2021 година, тоа е веќе една година поминато и само пресови се држат во меѓувреме, а тие парите кои се одобрени од Европска банка за обнова и развој негде се отидени. Но последиците кои ги има ова предпријатие, а и македонската јавност, за период од 35 години, бидејќи на крајот на нештата, на крајот на денот, државата нема никакво учество во целиот овој проект, е повеќе од 78 милиони евра, но што е таа загуба за државава кога ние денес само имаме инекција од 56,7 милиони евра финансиска инекција за ова дел за енергетика кога станува збор. Претходно колку инекции имало, сега колку инекции ќе има? Луѓе, 135 милиони евра само од почетоков на годинава до денес е можеби повеќе, македонската јавност, секое семејство е задолжено плюс од она што било претходно задолжено. Но зошто се случува тоа? Заради тоа што секоја можна институција во државава функционира на ваков начин, со консултантски услуги, со криминал и со корупција. Тоа третото К сега за сега не го употребувам, киднапирање. Отпуштање на вишок на 800 работници ќе има во Осломеј. Престанок на работа на рек Осломеј.
Ние се направивме како држава. Арно ама, цената на струјата, тој што ја регулира, вика не може да влијае. Каде е чистата добивка која треба да ја имаме доколку ние работиме со овој капацитет? Зборувам, уште сум на Осломеј, од 217 милиони евра грубо пресметано, тоа е друго. И сега има во Осломеј и Кичевско најава на 6 јуни 2021 година ќе се гради 100 мегаватна фотонапонска електрана во вредност од 70 милиони евра. Приметивте, за 2 месеци ја намалија вредноста на градбава од 10 милиони евра, како ова 10 денари да се. Ма затоа и буџетиве вака си ги прават по институцииве. Кога власта го прави тоа, владата го прави тоа, зошто да не, па и еден, нели, председател на регулаторна комисија за енергетика кој зима 2000 евра, толку прочитав, бидејќи на веб страната не најдов информација колку плата зимате. И сега, битно е филмот да продолжи, па да имаме информација на 15 октомври 2021 година, внимавајте сега, фотоволтаичната централа во Осломеј е веќе готова, само што не почнала да работи. Ке обезбеди струја за 2800 домакинства. Веќе, све во идно време, за жал, се набројуваат работиве, а никако да се набројат работиве во сегашно време. Па и ние да бидеме доблесни и да честитаме, како што ви кажав, браво, од единствената позитивна информација што за вас ја најдов, покрај другото, оние 83 евра на ден за кафе што ќе ги броите, што ќе ги трошите и што ќе им правите, интересно е покрај сите негативни информации кога се пише името Бислимовски, па да не ви спомнувам дека прво што ми излегува е со Муса Џафери, синот што ја имавте тепачката, па јас на вистина половина час и повеќе истрошив дали имало извини или немало извини, и на крајот на нештата знаете што се случува. Ни кривичната пријава или пак тоа што се случувало не можеме да го најдиме, дали е реализирано, заради тоа што судство во државава ни е такво, што отишло негде по фиока некоја, ама, ете, се случува во државава наша, пак ќе кажам, кога може првиот, зошто да не и другите. Ете, тоа е пример на работење, не ме чуди што ви е буџетов ваков каков што ви е, бидејќи работите во државава се такви. Ви благодарам. Благодарам, почитувана пратеничке, за да објаснуваме, бидејќи поставивте прашање. Председателот на комисијата, па сега... Само една секунда. Повелете. Околу нападот си е покрената соодветна постапка пред обвинителството. Има таму моја изјава, од сведоците изјава, така да се тера таа постапка од моја страна и никогаш нема да повлечам. Ќе дојдете во регулаторна комисија за енергетика. Овака, за... Бидејќи работиме како се договоривме, за кратка реплика се пријавив јас и почитуваната пратеничка Марија Георгиевска. Имате, како не? Повелете, се извинувам. Се извинувам, ама не можам јас да останам недокажана на поканава која што ми ја дава почитуваниот председател на регулаторна. Мислам, на вас, како ви тргна овде кога влегувате во собрание, ве обучуваат сите, посебно на кафе да не викате пратеници ви и да ни објаснувате интимно како треба да ги решаваме работиве? Ве молам, 83 евра дневно што имате да ги трошите, можете слободно на друг начин да ги потрошите. Јас имам каде кафе да пијам и со кого да разговарам, а место за разговор е овде во Собранието на Република Македонија и пред очите на јавноста која не следи, кога ќе не пуштат во живо или не живо.